Судот му определи 48-часовен притвор на Стојанче Јовановски, мажот чија жена и ќерка починаа по пат од зграда во Карпош. Оттаму појаснуваа дека притворската мерка е неопходна за истрага со цел да се обезбедат докази во однос на сомненијата и додаваат дека по предлог на јавниот обвинител, судот му определил притвор. Основното јавно обвинителство Скопје, судија на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје, поднесе предлог за определување мерка краткорочен притвор од 48 часа против едно лице, за која постојат сомненија за сторени кривични дела, тешка телесна повреда, загрозување на сигурност и наведување на самоубиство и помагање во самоубиство. Јовановски е осомничен за наведување на самоубиство, нанесување на тешки телесни повреди и за загрозување на сигурноста. МВР вчера соопшти дека во изминатите години против него биле поднесени 10 кривични пријави за населен криминал, имотни деликти и трговија со дрога, за што бил под мерки на предпазливост. Се истражува и постапувањето на полицијата во случајот. И покрај измените на кривичниот законник со кој полицијата може да го гони насилникот и ако жртвата се откаже од прогон, МВР допрва ќе утврдува дали повлекувањето на изјавите на жртвата било под присила. Во меѓувреме, обвинителството истражува дали имало пропусти во постапувањето на институциите кои се надлежни за постапување во вакви случаи. Се чекаат резултатите од вонредниот надзор, кој се прави врз работата на Центарот за социјални работи Скопје, каде исто така биле запознаени со случајот на 31-годишната Ивана. Според граѓанските организации, трагичната смрт во Карпош го разоткри хроничниот институционален застој, за што бараат темелна истрага и утврдување на одговорност.